Добре, криптоентузијасти, знаете дека вака од време на време правиме некои интересни видеа од 10-15 минути кога имаме нешто битно да спомнеме или пак кога имаме нешто чисто онака да објасниме како во оваа ситуација. Затоа што сакам да поразговарам за она постојано кое што луѓето не им е јасно зошто 0 евра по македонец. Значи тоа е главната работа која што гледам дека многу македонци не им е јасно. Зошто и ја не сум некој тип на кола без разлика дали е тоа Тесла и Мерцедес. Сега, зошто толку битно е ова? Гледам дека многу им е проблем на одредени македонци како тоа сега човеков толку работи, има направено скоро 1100 видеа, а не е наплатил ништо. Зошто? Нели? Зошто? Каде сега толку работа за без пари, така? Значи, оние кои што го гледаат нашиот канал подолго знаат дека како и многу македонци потекнувам од сиромашна, да речем, фамилија, горе-доле. Сум имал доволно, но нормално за се останато сум морал да работам како и сите нас, така. Сега, зошто е ова толку битно и каде се тоа води? Како и останатите расте во време на 2001 оној конфликт, сето оно што ни се случуваше. После оваа војна, значи јас веќе бев завршен со факултет и ми беше кажано дека нема да можам да се вработам затоа што не сум правилна етничка застапеност, односно за македонци во Македонија нема работни места. Нормално мора среќата да си ја барам надвор, сега нема ни да навлегуваме во тоа што сум работел, како сум работел, верувам дека поголемиот дел македонците поминале низ истата приказна, така да нема потреба да ја повторуваме. Но за времето кое што бев во Македонија, до моите 25-26 години, буквално бев на сите протести. Значи ова е многу битно, верувајте ми. Ова е многу поврзано со оваа изрека 0 евра по македонец. Значи немаше протест на кој што не сум бил. Не од партија, никако. Дури кога се враќав во Брод, одев и на протести, и на барикади, и на собрание кога се влегуваш, и на сите моментално големи случувања, без разлика дали било тоа од страната на ДПШН или од страната на СДСШ. Една многу битна работа која што ја разбрав со оние стотина луѓе кои што постојано беа таму, кога и да било, дали е на една или на друга страна, тие се тие. 100 души кои што имаат доволно храброст да пробаат да сменат нешто. Оно што успеав да го разберам е дека за жал стигнавме до степен каде што сме премногу мали за да можеме да смениме нешто со протести, да можеме да смениме нешто со така речено сила. Значи тој период, сакале ние или не да си признаеме, заврши. Тоа е тоа. Сега, го поминав светот, нели? Имав добар живот, морам да признам, се уште имам крајно добар живот, значи бев златар на Брод, поминав повеќе од 100 пристаништа во светот, на секаде, на сите континенти. Оно што успеав да го видам е дека колку и да, нели, се обидуваме нешто да направиме на локално ниво, некогаш едноставно е премногу силна ситуацијата каде што се наоѓаме и не можеме да направиме ништо сами, така. Но интересно е што кај нас до ден денеска сите постојано се заробени во оној дух дека треба нешто да направиме на сила. Реалноста е поинаква. За жал, тоа не можеме да го направиме. И сега, во целата оваа работа низ светот успеав да научам малку повеќе за блокчейн технологијата, успеав да научам многу повеќе за инвестирање од она што го знаев со мојот факултет, нели. На крајот денот повторно работев за банки во Македонија. Значи јас сум адвокат со финансии и финансово право и магистерска титула. Идејата која е? Успеав да сватам дека можеби има друг начин кој што може да помогне на македонците многу повеќе од сила. И тоа многу повеќе. Зошто го велам ова? Најчесто авангардните методи успеваат да направат многу поголем и многу поинаков резултат, без разлика дали станува збор за нација, дали станува збор за бизнис, дали станува збор за компанија или лични цели. Авангардниот начин на мислење надвор од кутијата, значи мислење на начин кој што досега никој не размислувал, некогаш успеваат многу повеќе за разлика од оние стандардни методи кои што гледаме дека се испробани и за жал веќе системите, државите научиле како да реагираат и да ги отстранат ваквите типови на проба за да се промени нешто. Се разбираме? Зошто го велам ова? Значи, ора што јас го правам моментално, многу луѓето не го разбираат. На крајот од денот во Македонија се гледа низ призмата на пари. Тоа е реалноста. И тој да го разбира. Значи, многу од луѓето кои што си отидоа од Македонија си отидоа разочарани затоа што на крајот од денот нема напредок во Македонија. Живееме во држава во која што газдите ти велат ако не сакаш ти има некој друг што ќе работи за истите пари. Тоа беше последното нешто што ми беше речено во адвокатска компанија, кога одлучив дека треба да завршам и со адвокатски компании, и тоа во Ристикија, палата во Скопје. Не зборуваме за некоја
канцелариичка во некој ќош. Зборуваме за една од најголемите адвокатски канцеларии во Скопје. Поентата која ми е? Доаѓаме во ситуација кога некој ќе направи нешто добро за македонскиот народ. Секој македонец прво се сомнева зошто тоа го направил. Сигурно има некаква позадинска причина каде што типот има некаква корист, најчесто финансиска, зошто тоа го направил за македонците. Не е секогаш така. Зошто го велам тоа? Македонската историја е покриена со примери. Зошто постојано велувам дека нашето семеје е пола клето, а пола свето. Е па она пола свето се оние без разлика дали биле комити, дали биле војводи, дали биле партизани, македонци кои што главата ја ставале во торба, кога знаеле дека нема друг излез, знаеле дека нема каде да се оди, но повторно го правеле тоа за македонската нација, култура, за македонскиот јазик, за традициите, за обичаите, за сето она што представува македонштина да продолжи да биде македонштина. Така, додека имате друга половина од 50% која што за 3 алтани продавала 3 војводи. Така, поентата која ми е? Значи, ова не е нов пример, само што македонскиот народ го заборавил тоа. И јас не зборувам само за мене, се разбираме. Постојат многу македонци кои што се трудат да сменат нешто. Тоа не значи дека сето тоа треба да биде на, ако не е начело на колоната и ако не се бори или ако не штрајкува или ако не протестира, тогаш воопште не рачунаме. Не е така. Тоа е моментот на авангардност. Треба да најдеме начин кој што не може да биде спречен. Се разбираме? Е сега овдека доаѓаме до моментот зошто 0 евра по македонец. Тоа е начинот кој што не може да биде спречен. Се наоѓаме во ситуација каде што криптотехнологијата заедно со длабоки и високи познавања на финансии и економија може да ви даде шанса која што уникатна во моментот. Се разбираме? Се наоѓаме на буквално здив пред масовна дотација на криптосекторот и на криптокоините и генерално технологијата како таква, а во исто време имате енормно голем влез на традиционалните финансии во криптосекторот. Што тоа значи? Тоа значи дека конечно светот се буди за тоа колку е јака оваа технологија и кој е нејзиниот потенцијал. Доколку ние сме доволно писмени од финансиски и економски аспект да можеме ова да го искористиме, ваквото знаење на македонците може да им даде уникатна шанса, првенствено да го промена сопствениот живот, со инвестиции во правилни проекти во правилно време, познавајќи и циклусите, познавајќи како функционира и економскиот циклус и нормално блокчейн технологијата. Зошто е толку битно? Затоа што промената на еден македонски живот значи промена на неговото семејство, не само на неговиот личен живот. Зошто го велам тоа? Еден македонец да научи како да инвестира правилно и да направи солиден профит во овој бул маркет. Ништо во светот, барем не до овој момент, не нуди толку голем профит колку што нуди блокчейн технологијата и инвестирање во истата во правилен момент. Овој капитал може да промени толку многу што одредено лице ако доволно инвестира во одреден момент во правилни проекти, може да се стави себе си во ситуација да биде целосно финансиски независен. Што значи дека нема потреба да работи повеќе, дополнително има знаење со кое што продолжува да работи во финансискиот сектор, посебно кога станува збор за блокчейн, да инвестира и да го зголемува овој капитал. Значи, она што јас го работам за 0 евра по македонец, овие 1100 или 1060 колку и да се видеа до сега, е уствари почетен курс од најосновните поими кои што треба да ги знаете во финансиите и блокчейн технологијата, преку обработка на 1 тон различни проекти, преку обработка на напредни работи кои што исто така треба да ги знаете во финансии и економија, за да дојдете на степен каде што можете да имате основни познавања на еден инвеститор. Едукација која што до пред само неколку векови, не векови, се извинувам, неколку декади, била целосно достапна само на богати татини, мамини, мази. Што значи дека сега за прв пат ние не само што имаме шанса да искористиме оваа технологија за профит, ние имаме шанса да искористиме и финансиската наука која што допред само неколку декади била достапна само на татини, мамини, синови, и тоа не само зборуваме на локално ниво во Америка, каде што се наоѓале овие големи пазари. Во Македонија секако и да сакате не можете да учествувате на овие пазари затоа што требало физички да бидете присутен во Америка за да може да учествувате и да го имате знаењето кое што ви е потребно. Што тоа значи? Доаѓаме до дигитална револуција на светот каде што овие финансиски инструменти и начин на заработка се достапни на секој еден човек. Интернетот и моменталната технологија каде што јас можам да снимам видеа, да ги направам и било кој македонец да ги гледа, не носат до степен каде што јас можам моето знаење да го споделам со безброј македонци низ целиот свет. Ако земе да сумираме сето оно што го кажав до сега,
да промениме барем неколку македонски животи, да имаат стабилна финансиска состојба, да имаат капитал кој што го направиле со собствен труд, со собствен мозок, значи они себе си истенирале да бидат инвеститори, да знаат кога да инвестираат, да знаат кога да го извадат профитот, да знаат во што да инвестираат. Ние сме успеале барем неколку македонци во светот да ги направиме финансиски независни, да им помогнеме нив и на нивните семејства да остварат стабилна финансиска состојба. Што значи дека се тоа што ја досега сум го работел, овие безбројни часови правење видеа, шортови, постери, чуда, се исплатат. И тоа ова е најмалиот потенцијален профит кој што јас можам да го добијам мојот канал. Луѓето до ден денес очекуваат дека јас се уште ќе направам некаква си тајна група во која што јас ќе почнам на само оние кои што плаќаат да им дадам некакви си, не знам, совети, типови. Ако не сум го направил тоа за 2,5 години додека трае овој канал и повеќе, затоа што јас и пред тоа работев уште пред да имам канал, сигурно нема да го направам сега. И ако повторно се вратиме на основата 0 евро по македонец, се тоа е направено затоа што ова е единствениот начин на кој што јас лично успеав да најдам како да помогнам на македонците ширум светот. Ако на некого му кажете купи го овој проект, ќе станеш, не знам, ќе добиеш профит, вие не сте го научиле ништо. Тој човек ќе го купи тој проект, ќе добие профит и утре тој профит исто така ќе го прокоцка, ставајќи на некои безвредни проекти, се разбираме, или инвестирајќи во Господ знае што. Но ако го научите да го знае се тоа што ние го работиме, иако е тешко, макотрпно, станува збор за енормна голема, да речем, обем на материја која што треба да ја помине, вие сте го научиле, како што вели во самата Библија, наместо да му даете некого риба, треба да го научите како да фаќа риба. За веќе никогаш не мора да се секирате дека ќе биде гладен. Истата ситуација моментално се обидувам да направам јас за македонскиот народ, посебно кога голем дел од нашата нација има јазична бариера. Тоа е една од работите кои што за жал се такви и голем дел од нашиот народ секогаш чека некој нешто да му направи. Тоа е уште една голема негативна страна на нашиот народ. Сите чекаме некој да почне, сите чекаме некој да тргне, сите чекаме некој да направи нешто, никој не сака да го направи тоа прв. Па во оваа ситуација јас се обидувам да одам контра на сето тоа. Се обидувам да бидам прв. До сега јас ниту една, значи никаде до сега не сум видел канал кој што работи за својата нација. Нешто што е крајно свето. А сега ќе дојдем и до на позитивна работа која што јас велам дека можеме да ја постигнеме како заедница. Затоа и постојано велам дека каналот е само првиот чекор. Значи, она што го видовме низ историјата на нас, сите овие, пак ќе кажем, значи не сега само војни, значи не зборуваме само за партизани, комити и револуционери, војводи. Зборуваме и за свештеници, зборуваме и за наставници, зборуваме за сите оние кои што животот го дале и цел живот работеле, дали се тоа писатели, дали се тоа глумци, тоа се луѓе кои што целиот свој живот го посветиле на воздигнување на македонската култура, македонската нација, македонскиот јазик, македонската историја. Што значи дека ова што јас го правам не е ништо ново, само е надградено на дигитален чекор кој што можеме да го распространиме на што повеќе македонци. Сега, на страна од сето тоа што веќе сме го виделе како пример, каде се тоа може да доведе? Значи, како што веќе кажавме, најмалата работа која што можеме да ја постигнеме е барем на неколку македонци да им го смениме животот. Ако успеам да го направам тоа, овие безбројни часови кои што јас сум ги посветил на мојот канал, со цел да направам материја која што ќе остане колку што може повеќе, затоа е направена на различни канали, да не може да биде избришана, значи секогаш да му биде достапна на македонецот каде и да се наоѓа, да може да научи што повеќе за финансии и економија. Значи дека основната цел нас не е завршена. Она што ние го зборуваме за воздигнување на каналот на уште повисоко ниво, заедницата на уште повисоко ниво, каде што дополнително планираме майнинг фарма во следниот bull market. Моментално се уште работиме на комплетирање на нашето портфолио, да имаме доволно средства за да можеме да направиме масивна майнинг фарма во следниот bull market и да го поделиме нашето портфолио на инвестинг, односно портфолио за инвестирање, портфолио за майнинг фарма и дополнително можеби и самиот канал ќе дојде до степен да биде бизнис самиот по себе. Но за сега 0 евра по македонец не води до степен каде што јас можеби сонувам моментално, можеби ова никогаш нема да се оствари. Но ова е нешто што никој никогаш не го пробал. И јас не гледам причина зошто јас не би бил првиот. Односно, со оглед на фактот дека ние ништо не можеме да смениме во Македонија на сила. Тоа е реалноста. Значи ние сме практично окупирана држава однатре. Нас не водат амбасади, нас не водат малцинство. Македонците во нашата држава одамна изгубиле својата моќ и достоинство. Но што можеме да направиме?
Можеме да изградиме авангардна група на луѓе, инвеститори кои што знаат за финансии, кои што знаат за економија, кои што во овие 1, 2, 3 бул маркети ќе направат масивен капитал. Прво за себе си, а потоа потенцијално и за нашата нација. Зошто го велам ова? Нас никој не може да не спречи да се организираме на капиталистички начин. Значи, тоа што ние го гледаме како пример во BlackRock, во Vanguard, во Invesco, во Fidelity и така натаму, тоа е пример кој што може да го постигне било кој. Односно, ако претходно партизаните и војводите барале да им се приклучат македонци за да се борат против турците, знаејќи дека нивната глава секако е веќе жртвувана, замислете кога ние можеме да се бориме за Македонија на капиталистички финансиски начин. Односно, за разлика од претходните векови каде што сме морале да жртвуваме главата за да постигнеме нешто, сега е сосема обратно. Нас ни се пружа можност да се групираме како авангардна група на македонци и инвеститори кои што створиле капитал во следните 1, 2, 3 бул маркети и да се најдеме заедно на овој инвестиционен план, да ги здружиме нашите средства со цел да купиме се што е македонско назад во рацете на македонците. Да инвестираме во Македонија каква што е и каква што може да биде. Која ми е поентата? Значи, ќе дојдеме во ситуација каде што овој капитал ние нема да мораме да се групираме и да правиме терористички напади, туку ќе се групираме за да го зголемиме нашиот капитал. Односно, една работа која што е непобитна за македонскиот народ, онаа друга половина од 50%, која што е крајно заинтересирана само за капитал, исто така не може да го одбие ова што моментално јас се обидам да го направам. Односно, едната половина тоа ќе го направи од националистички интереси. Значи, во оваа ситуација никој не бара од вас крв. Бара од вас да инвестирате во Македонија. Се разбираме? Значи, оној капитал што ќе го направиме, дел од него да го инвестираме назад во Македонија, за македонците. Да ги купиме овие големи магнати кои што моментално ги користат странски држави. Јас не велам дека тоа ќе биде лесно, јас не велам дека тоа ќе биде утре, јас можеби и понатаму сонувам дека ова потенцијално може да биде направено, но доаѓаме во ситуација каде што едната половина ќе го направи тоа од националистички цели и водена од овие да речам основни права на македонците, она што сакаме да го постигнеме како држава, а другата половина ќе го направи тоа поради капиталистички причини, односно профит. Нив не ги интересира дали е тоа Македонија, Австралија или не знам каде. На крајот од денот, доколку успееме да дојдеме до капитал и направиме некаков тип на хедж фанд, кој што потенцијално би можел да почне да купува македонски ствари во раците на македонците. Хедж фанд исклучиво од македонци. Хедж фанд од луѓе кои што успеале да направат профит, кои што научиле што е тоа да бидат инвеститори и кои што сега тој профит и понатаму се обидуваат да го умножат. Кој не запира да го направиме тоа со македонски капитал, со македонски инвестиции? Кој не запира утре како хедж фанд, кој што потенцијално направил голема количина на капитал, да почнеме да купуваме акции во Алкалоид, да почнеме да купуваме акции во Евон, во Окта, да ги купиме овие големи масивни корпорации назад во рацете на македонците. Можеби не комплетно, но доволно за да можеме да ги спречиме овие силувања на македонскиот народ. За утре акционерското друштво на ЕВН да не може да одлучи дека треба да поскапи струјата за 50%, затоа што поголемиот дел акционерите се сега македонци и тоа нема да го дозволи. Повторно, ова е само концепт, ова е само идеја. Јас и понатаму ќе продолжам да работам за македонската нација, за македонската цел, за македонската кауза, затоа што на крајот од се другари, кога ќе отидете на оној последен час и кога ќе ве спуштат доле под земја, сето тоа што сте го направиле, без разлика колку капитал е, без разлика колку голем успех е, не можете да го земете со себе. Се разбираме? Така да, она што успеав да го научам е дека мораме да најдеме уникатен начин да помогнеме на сопствената нација. Јас не го правам ова за слава, јас не го правам за ова да ме памтат. Јас го правам ова за мојата лична совест да биде мирна, дека сум направил се што можам за сопствената нација. За утре мојот син кога ќе ме праша тато каде беше ти додека Македонија умираше, да имам што да му кажам. Да можам да кажам дека јас сум направил се што можам за заштита на македонскиот идентитет. Се што можам за помош на македонската нација. Дали тоа ќе биде преку едукација, дали тоа можеби понатаму ќе биде преку донации, кои што потенцијално би ги собрале како заедница. Сето тоа се најразлични начини со кои што ние можеме да помогнеме на македонската нација. На сето ова само како заклучок би кажал вака. Јас не гледам поголема света цел во животот, јас не гледам битно нешто што би можел да го направиш, освен да работиш за сопствената фамилија и да работиш за сопствената нација.
Толку останува од еден човечки живот. На крајот од денот имаме некои 5, 6, 7 декади да направиме нешто од самите себе си, да направиме нешто за собствената фамилија и нормално на крај да направиме нешто за собствената нација. Така да, можеби се тоа го правам залудно, можеби пак ќе кажам по трет пат во ово видео, можеби само сонувам. Но верувам дека македонската нација има доволно памет, верувам дека македонската нација има доволно храброст да проба нешто вакво авангардно и да се организира во одреден момент, да можеме да пробаме да смениме нешто во нашата земја не со сила, туку со памет. За разлика од претходните генерации кои што биле храбри, кои што пробале се што можеле, да го направиме тоа на поинаков начин. Значи сме виделе примери слични на ова, каде што со капитал може да ја вратите целата земја. Со капитал може да ја вратите и македонската нација назад во Македонија. Погледнете го Израел за пример. Со доволно капитал може и геноцид да направите и целиот свет да гледа и да ви аплаудира. Погледнете го Израел. Така да уште еднаш ќе кажам. Со капиталистите капиталистички. Живееме во време во кое што со капитал можеме да смениме многу работи за македонската нација и останува на нас да видиме дали тоа потенцијално може да го направиме. Уште еднаш, нашата работа продолжува, едукацијата на нашиот канал продолжува се додека македонската нација има потреба од мојата работа, а јас за крај само ќе кажам повторно. Јас до сега никогаш не сум се чувствувал толку горд на мојата работа, колку кога македонец ќе ми даде комплимент за оно што моментално го правам за македонската нација. Така да сето ова што го гледате моментално ќе остане тука и ќе продолжи само затоа што македонскиот народ има доверба во мене и сака и понатаму да учи од она што јас имам да го споделам со вас. Така да ви благодарам. Уште еднаш ќе кажам да се уште чекорат гемиџи по светот и знаете како на крајот ако сами на себе си не си помогнеме, никој нема да ни помогне. Останува македонец за македонец. Се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија и од топлата Малта.